Законот за јазиците, кој се уште е пред Уставниот суд, беше тема на прашањето на пратеникот на Европскиот фронт Блерин Беџети, упатено до премиерот Христијан Мицкоски. Тој рече дека Венецијанската комисија се изјаснила дека европските стандарди за користење на јазиците се минимални и дека државата може да даде можност за пошироки права, и го праша премиерот дали размислува да обезбеди поголеми институционални капацитети за негова примена. Sot kur I njëjti komision e bën qartë se standardet janë minimale dhe se shteti mund të ofrojë më shumë të drejta gjyqësore, a do ta respektoni edhe këtë pjesë apo edhe Komisioni I Venecias vlen vetëm kur ju konvenon politikisht. Dhe besoj se në përgjigjen e juaj duhet këtë një sqarim se a jeni gatshëm të pranoni se debati nuk duhet të jetë për ekzistencën e ligjit, por vetëm për zbatimin e tij, për burimet dhe kapacitetet për funksionalitetin e institucioneve. Премиерот Мицкоски рече дека никој, а особено тој, не е против користењето на албанскиот јазик, а го обвини Беџети дека ги злоупотребува ваквите етнички теми за, како што рече, да игра на ситен популизам. И покрај тоа што Венецијанската комисија друго зборува, друго вие цитирате, Венецијанската комисија дава негативно мислење и дава препорака во своето мислење во членот 102 да се напушти примената на двојазичноста во правосудниот систем. Луѓето во 21 век на Марс се качи. А вие се обидувате со ситен, би рекол, популизам, мислејќи дека на тој начин ќе добиете некакви поени. Беџети постави прашање до министерот за политички систем и односи меѓу заедниците Иван Стојлковиќ, што направил на унапредувањето на меѓуетничките односи, наместо она што постојано го прави за зближување со Република Српска. Стојлковиќ го покани во министерството во кое, како што рече, не е отпуштен ниту еден албанец како што тие обвинуваат, а извештајот на Вајцу кажува дека има исклучително позитивни чекори во прашањето на малцинствата.